најмлад тренер кој освоил титула во македонската кошарка. Куманово со Блажевски, Стојановски, Ренато Димитриевски, Стошич, Тадич, Радукич, Лука Димитриевски, Јовановиќ, Јаневски, Главчев, Георгиевски и Урош Луковиќ во избор на Марин Докузовски, 64 години има. Од август 2023 година е тренер на Куманово, од втората го промовираше во првата лига и човек добро познат на македонската спортска кошаркарска јавност, поранешен селектор и тренер кој долги години беше на кормилото на работнички, сега на Куманово бара изненадување денеска во плей-оф полуфиналната серија по системот 2-2-1 по мечот денеска во Скопје. Дуелите меѓу МЗТ Скопје и Куманово продолжуваат во Куманово следните два, ако има потреба за тоа, бидејќи со 3-0 можно е МЗТ Скопје да оди во финалето и да го чека подобриот од дуелот ТФТ и работнички. Мијалковски, Давидов и Зафировски се судиите за денешниот надпревар, судиската тројка, судискиот тим, кои очекуваме, посакуваме да немаат сериозно работа денеска во смисла на спорни моменти и дека ќе гледаме добра квалитетна кошарка. На првиот меч полуфинален МЗТ Скопје во целост ја оправда фаворитската улога, водеш од првата до последната секунда на средбата, во еден момент и со 31 поен разлика, 64-33 во третата четвртина. 9 различни играчи ги запиша поените. Дамјан Стојановски беше најефикасен со 18 и сите од линијата за 3 поени, имаше ефект 6 од 7. Бојан Крстевски 14 поени, 5 од 6, одлична статистика за 2. Марин Петков со 12 поени, еден од тројцата со двоцифрен поентерски ефект, 3 од 5 имаше за 3 поени. Поранешниот кошаркар на МЗТ Скопје, Урош Луковиќ, а сега член на Куманово, беше втор стрелец кај кумановчани со 12 поени на првиот меч, Лука Петровиќ прв со 15, Милош Јовановиќ со 10 трет, 8 различни играчи запиша поени. Лука Петровиќ имаше најголема минутажа, 36 минути 58 секунди, Радукич 30 минути точно, ака и МЗТ Скопје најдолго на паркетот се задржа Андреј Андоновски, кој имаше најголема минутажа, 29 минути и 15 секунди. Реков, ќе биде ова дуел во кој МЗТ Скопје Аеродром повторно влегува како фаворит. На стартот со Крстевски, Андоновски, Магдевски и браќата Дамјан и Војдан Стојановски, Ренато Димитриевски, Петровиќ, Радукич, Главчев и Луковиќ, стартната петорка на кумановчани. Во борба за првиот напад профитира кошаркарите на Куманово и тие го имаат првиот напад на мечот. Радукич нема обид за 3 поени, за 2. Тоа е Ренато Димитриевски, водство за Куманово 0-2. Реков на првата средба овде во Скопје, во ниту еден момент резултатски не парираше Куманово, немаше ниту еднаш водство, па ниту едно израмнување, а денеска го започнува мечот со предност 2-0, еве и уште еден напад за зголемување на предноста. За 3, прва тројка на средбата, Ренато Димитриевски, 0-5, каков старт на мечот, тргна со 7-0, МЗТ Скопје на првата средба. Сега 0-5 Куманово. Лична грешка. Ренато Димитриевски, прва негова, прва тимска и за Куманово. Ренато Димитриевски, кој ги постигна сите 5 поени до сега за Куманово.
Бојан Крстевски на линијата за слободни фрлања. Него користи првото. Успешен во второто, први поени за МЗТ Скопје, 1-5. Убав лес беше тоа на Петрович, па сега уште еднаш Ренато Димитриевски, па Радукич. Ренато Димитриевски, втора негова тројка, 8ми поен за Куманово, 1-8, највисоки плюс 7 за Куманово и сите 8 поени зад името на Ренато Димитриевски. ,8 поени му е просекот во плей-оф серијата. Зборувам и за дуелите и со Кожуф и за МЗТ Скопје, па сега еве грешат кошаркарите на Куманово и Магдевски први поени, 3-8. На 5 позитива е Куманово. Обид за трета тројка, неверојатно. Решет Ренато Димитриевски, 3-11, највисоки плюс 8 за Куманово. Неверојатен е Ренато Димитриевски на стартот од мечот. Ренато Димитриевски кој за 3 поени има 3 од 3. Еве сега обид за прва тројка и пишуваме првата тројка на мечот за Дамјан Стојановски. Шест 11 и еве го Ренато Димитриевски. Бојан Крстевски нема поени, добра игра во одбраната на Куманово. Дамјан Стојановски. За 3 има тројка за Дамјан Стојановски, одличен старт за него, втора тројка, 9 поен за МЗТ, 9-11, 2 негатива во 6 плюс или 6-0 МЗТ Скопје во овој период со двете тројки на Дамјан Стојановски. Магдевски, Крстевски има прекршок. Ренато Димитриевски на првиот меч запише 6 поени, 4 скока и 1 асистенција, а денеска е извонреден со 11 поени, сите за сега за Куманово и тоа е топка за гостинскиот тим. Магдевски лична во напад. Петрович, не успеа Лукович, поранешниот кошаркар на МЗТ Скопје, па сега Радукич и одново Ренато Димитриевски. Делува и тоа како расположено денеска, но две промашувања во низа за 2 поени за Ренато Димитриевски, станува во сегашните 11 поени. Тој е најефикасниот на мечот и грешат и кошаркарите на МЗТ Скопје. Во случајов тоа беше Магдевски.
негова втора лична грешка, ако му беше запишана лична грешка на Макдевски. Не, Војдан Стојановски прва. Излегува Главчев од игра. Милош Јовановиќ на негово место. 10 поени, 2 од 2 за 3, 1 од 2 за 2 на првиот меч за Јовановиќ и сега Ренато Димитриевски. Нов обид, трето промашување за 2 поени во низа, контра на МЗТ, лесни поени за Војдан Стојановски и прво израмнување на мечот 11-11. Интересно, МЗТ Скопје на овој надпревар до овој момент немаше предност. Петровиќ нема поени за Куманово, влегува во поентерска криза и сега за 3 има тројка. Војдан Стојановски први негови поени и прво водство на МЗТ Скопје 14-11 плюс 3 поени. 11-0 прави МЗТ Скопје. Еве конечно поени за гостите. 14-13. Нов обид за 3, нема тројка. За Дамјан Стојановски, 2 тројки до сега. Страутен пат во играта на Куманово, они 11-0 на МЗТ Скопје, донесува резултатски пресврт, барем во моментов, и има лична грешка врз Луковиќ, реков поранешен играч на МЗТ Скопје во сезоната 2015-16 со просек 10,8 поени и 7 скока по меч. Лична грешка прва за Копривица, за МЗТ Скопје, тоа е трета тимска. По игра е и Едвин и Петков. Ротира тука Васко Атанасов. Луковиќ први поени за 14-14 и 14-15. Повторно е во позитива Куманово, сега со поен предност, имаше највисоки плюс 8, 11-3, потоа застана Куманово, 11-0 направи МЗТ Скопје, па стигна до 14-13. Имаше чекари овде од Петровиќ. Лука Петровиќ, 15 поени, најефикасен беше на мечот број 1 во полуфиналето кај Куманово. Марин Петков, еден од тројцата со двоцифрен ефект на првата средба. Марин Петков и сега комбинација Едвин и Копривица. Има лична грешка врз Копривица од Јовановиќ. Прва негова лична грешка. Инаку Марин Петков мечот го заврши со 12 поени, имаше 3 тројки од 5 обиди. Едвин. Офанзивен скок на Копривица. Едвин сега од втора, први негови поени. 16-15. Далеку понеизвесен почеток на овој меч број 2 во полуфиналето меѓу МЗТ Скопје Аеродром и Куманово, за разлика од првиот кога МЗТ Скопје уште на стартот ги постави работите под своја контрола, а сега Куманово игра далеку поквалитетен втор меч во споредба со она што го прикажа на првиот во првиот период, особено она што беше
објективно да се потенцира и заклучи дека Кумановчани и покрај поразот висок и резултатската инфериорност на првиот меч одигра навистина максимално борбено. И сега добра блокада врз Јовановиќ. Војдан Крстевски, па Војдан Стојановски. Останува на 5 поени, 2 скока и 1 асистенција. Војдан Стојановски не успеа да поентира од овој напад. Гледате, Радукиќ тука блокираше неспортски, да речам, со прекршок. Две слободни фрлања за Војдан Стојановски. Прв пат е на линијата за слободни фрлања. 1 од 1 за 3 поени, 1 од 2 за 2 поени. Од линијата за слободни фрлања, 18-15, 7 вкупно поен на Војдан Стојановски. Марко Миловановиќ во игра во составот на МЗТ Скопје, а сега и дополнително слободно фрлање за Луковиќ, четврти негов поен. 18-17. Еве го тој момент, уште еднаш. Не го користи второто, односно дополнителното. 18-17 останува на семафорот. Едвин, Марин Петков, убав лес на Марин Петков и блокада на Луковиќ. Еве го тој момент одново, погледнете, добро се постави искусниот Урош Луковиќ, 213 сантиметри висок, подоминантен во овој дел во однос на Марин Петков. И сега за 3 има тројка тука на Миловановиќ, први негови поени, 21-17, највисоки плюс 4 за МЗТ Скопје до сега на мечот. Има 14-11 плюс 3, сега 21-17. А еве го стартот на Миловановиќ уште еднаш. Погледате и Радукиќ. Лука Петровиќ на линијата за слободни фрлања. Трет негов поен. Четврти, 2 од 2 за 21-19. 2 негатива на Куманово или 2 позитива на МЗТ Скопје. Марин Петков. Три тројки на првиот меч. Сега комбинира со Крстевски. Копривица. Први негови поени, има и еден скок. 23-19. И гледате како само освои топка МЗТ Скопје. Прв обид за 3 поени на Марин Петков, неуспешен. Едвин вади надвор и сега да видиме, нема втора тројка за Миловановиќ, останува на единствената до сега.
Петрович, Радукич, Јовановиќ на влез. Јовановиќ, треба да важат поените, така е. Први поени за Јовановиќ. Милош Јовановиќ има 21 година против Кожув 2 настапи, 5 минути, само 2 поени. Дваесет и 3-21. Него користи дополнителното слободно фрлање, инаку Милош Јовановиќ на првиот меч против МЗТ Скопје 15 минути игра, 10 поени, 2 скока, 1 асистенција. Крај на првиот период, 23-21. Што вели тимската статистика? МЗТ Скопје за 2 поени има 4 од 9, 4 од 11 Куманово, за 3 поени 4 од 8, на 50% успешност е МЗТ Скопје, 3 од 4 Куманово, 75% успешност. Од линијата за слободни фрлања, 3 од 4 МЗТ Скопје, 4 од 6 Куманово. Најефикасен во првиот период Ренато Димитриевски со фантастичниот старт, 11 поени. Ренато Димитриевски кој запиша 3 тројки од 3 обиди, 100% ефект има кај МЗТ Скопје. Војдан Стојановски со 7 поени е прва фигура во тимот на актуелниот шампион. 23-21 гледаме хайлајтс од првиот период. За сега само навивачите на МЗТ Скопје Аеродром се во салата Јане Сандански, групата Фемили секогаш тука. За МЗТ Скопје Аеродром ги очекуваме веројатно Кумани, ги имаше на првиот меч и тоа во импозантна бројка. Еве една мала група на навивачи од Куманово се тука, па предпоставувам дека ќе се зголеми и ќе биде тоа уште еден интересен дуел и на трибините како и на паркетот. Она што е за издвојување е дека за разлика од првиот дуел, сега на овој втор далеку понеизвестно е резултатски на мечот. Едвин, 2 поени, 2 скока неговиот ефект до сега. Едвин, одлична асистенција, Копривица и ке има поени, четврти негов поен, има и еден скок, 25-21. Петрович. Радукич. И тоа е топка за МЗТ Скопје. Не, судиите велат за Куманово. Се доби впечаток како Копривица. Да, така е, играше последен со топката. Радукич се отвори и шутира за 3 од тешка позиција, под блок, па сега Миловановиќ се мести за тројка. Миловановиќ од чиста позиција промашува
има една тројка Миловановиќ, борбени едните и другите, сега Кумановчани одат во напад за 3 поени, има 1 од 3 Миловановиќ до сега на мечот. Марин Петков прави лична грешка во дуелот со Стојановски. Прв пат е на средбата Филип Стојановски, има 28 години. 2 години е веќе во Куманово, дојде од Академија ФМП. На првиот дуел практично во четвртфиналето или пресметките со Кожув имаше 8 поени, 4 скока и 1 асистенција. Просек 25-23. Едвин се намести за 2 и промаши. Сега и за 3. Сега погодува 5 поени за Едвин. 28-23. Убав лез и поените ќе важат за Јовановиќ. Има 2 поени, 1 скок, 1 асистенција. Млад играч, 21 година има. Промашува од ова дополнително слободно фрлање, останува 28-25 Јовановиќ на 4 поени. Ефект Марин Петков сега ја губи топката во дуелот со Петровиќ и прави нова грешка. Не е задоволен. Втора лична грешка за Марин Петков, без поени, по нешто повеќе од 7 минути минати на паркетот. Петков кој има 0 од 1 за 2 и 0 од 1 за 3. Јовановиќ, Радукиќ со 2 поени за сега. Радукиќ вади надвор, па Јаневски Копривица со дефанзивен скок, негов трет купно. Еве ги Кумани на трибините во Јане Сандански, на местото за гостински навивачи. Добро е тоа што ќе имаме одново една прекрасна навивачка атмосфера, како и на првиот меч. Се беше во рамките на коректното меѓу двете навивачки групи. Еве ги Кумани и ќе биде тоа интересен и навивачки дуел. На Крстевски за 3. Еве тројка на Крстевски. 31-25. За Бојан Крстевски прва тројка во првиот обид. И четврти поен има еден од слободно фрлање. Тајмаут Куманово. Другава трена, што не иде до ротација, што гледате како? Еј, слушайте са, не удваја, не те удваја. Не добре, али пред тоа не те удваја за вас. Еј, слушай вамо, играме зипер за него. Значи, на дриблава даваш пас овде. Ти Милош си од другава страна. Овде, слушаш ли? Мачки, ти си овде. Кој ќе овој играч ќе трне у помош. Дали ме разбираш? Значи, пошто не е Урош тука, пошто е сега Мачки горе, овој пас ти е лесен сега за пас. Дали ме разбираш? А ти можеш и да утрчаш и да ја ставиш тука. Ако ротира вамо на Мачки, контра пас. Ајде.
Тајмаутот го свика Марин Докузовски или го побара по највисоките плюс 6 за МЗТ Скопје, 31-25. На мечот има во два наврати претходно плюс 4 домашните, 21-17 и 23-19, а имаше плюс 8 највисоки на средбата Куманово 11-3. Ке подсетам, тогаш направи серија од 11-0 МЗТ Скопје и стигна до 14-11. Радукич. Има поени овде за Петрович и дополнително слободно фрлање. Дали Дамјан Стојановски направи лична грешка, да погледнем уште еднаш. (31, 27). Шести поен за Лука Петрович. Првиот меч го заврши со 15 поени, со 4 од 5 за 2, 2 од 3 за 3. (31-28). 3 поени за Петрович од овој напад, вкупно 7 на средбата. За сега. Едвин агресивно и поентерски, седми негов поен, 33-27, има и 2 скока и 1 асистенција Едвин и далеку подобар ефект и корист од него во играта има МЗТ Скопје на овој меч во однос на првиот, во кој Едвин заврши со 9 поени, 1 скок и 2 асистенции. Филип Стојановски на линијата за слободни фрлања. 3 минути и 20 на секунди игра. 0 поени, 1 скок, останува и натаму на 0 поени. Стојановски кој на првиот меч не запиша поени, имаше 1 скок и 2 асистенции. И сега неактивни под својот кош кошаркарите на МЗТ Скопје, освојуваат топка и имаат напад кумановчани, но мораат брзо да го завршат, уште 3 секунди, има 3 поени, Радукич, петти негов поен, 33-31. На првата средба Радукич 5 поени, 7 скока, 4 асистенции. Еве го сега е со 5 поени, 1 скок и 2 асистенции до овој момент. Се врати Магдевски во игра на паркетот, еве го, ќе го изведе аутот, 33-31. Гледате Васко Атанасов, 31 година, 2 титули со МЗТ Скопје, 2 куп титули, 11 шампионски круни има МЗТ Скопје, оди кон 12-тата. Дамјан Стојановски, нема поени за него, офанзивен скок на Андоновски, први негови поени, 35-31. Андоновски имаше најголема минутажа на првиот меч кај МЗТ Скопје, 29 минути 15
секунди. Крстевски за 3. Промашува. Има една тројка. 1 од 2 сега за Крстевски статистички. Излегува Крстевски, Копривица на негово место. Поените пред малку, оние за 33, вкупно на контото на Куманово, ке подсетам за Јовановиќ. Прегледуваат снимка, сега да видиме судиите. Ништо не се менува, останува 35-33, топка за МЗТ Скопје. Односно Куманово, се извинувам. Петровиќ. Радукиќ прочита на неговата идеја, украдена топка од Дамјан Стојановски. 6 поени на Дамјан Стојановски. Војдан. Лична грешка на Јанески, негова прва. Магдевски. Магдевски се намести за 3, сам си изгради позиција и не погоди. Не успе Андоновски со овој офанзивен скок, пак Куманово е во напад, можност да израмни со тројка и да поведе. Јанески, Јовановиќ, Радукиќ. Еме сега можност за 3, нема тројка за Јовановиќ. Прв шут за 3 поени и не успеа да погоди. И има тука прекршок. Јанески стартуваше, слободни фрлања за Копривица. Урош-Луковиќ се враќа во игра, еден од најекспонираните играчи во четвртфиналето, а најекспониран беше Радукиќ со 84 поени против Кожув. Копривица не го користи првото слободно фрлање. 0 од 1, прв пат е на линијата за слободни фрлања. 1 од 2 за 5-ти негов поен, а 36-ти за МЗТ Скопје. Плюс 3 за актуелниот шампион, кој во овој втор меч против Куманово не успева да се одлепи резултатски. Излегува Стојановски, Јовановиќ од игра, со број 7 е Ренато Димитриевски. Одново грешат кошаркарите на Куманово и Магдевски казнува на спротивната страна. Четврти негов поен, 38-33 плюс 5. Највисоки, односно највисоки имаше плюс 6 МЗТ 31-25, ова се плюс 5 на поен од оние највисоките плюс 6 домашниот тим. За Магдевски, реков, четврти поен, има и 3 скока и 1 асистенција. Ора се интервенира на паркетот. 3 минути 20 секунди до крајот на првиот дел.
проблеми резултатски, би рекол за сега за МЗТ Скопје, ако се спореди развојот на настаните во првиот дел на првиот меч од полуфиналето и сега Куманово двојно подобар, двојно поактивен и ево игра резултатски на овој надпревар. Радокич шести негов поен, 34 за екипата на Куманово. И седми поен за Радокич од линијата за слободни фрлања, 2 од 2, за 3 1 од 3, за 2 поени 1 од 1, 38-35. Следиме активен меч резултатски и сега каква тројка. Магдевски седми негов поен, 41-35, втор пат на мечот, највисоки плюс 6 за МЗТ Скопје, за Магдевски ова е втора тројка во третиот обид. Еј сега украде топка Магдевски, контра на МЗТ Скопје. Андоновски четврти поен, 43-35, највисоки плюс 8 за МЗТ Скопје. Тајмаут Куманово, Марин Докузовски. Нема ќе да распродаваме за 2 минути да отиде на 10 сати. Дади 5 секунди мислам. Нема изход да дади 5 секунди, не успеја изход, све и колке. Али като стане 2-3 секунда, нема више šta да радите, јасно. Чекај полако, дај да одиграмо, дај да изиграме една транзиција. И еден дрес да изиграме, сме изиграли дрес, нисмо, ајде. Дрес, али пази Урош, немој да направиш овој дрес. Немо дрес! Како да направиш... Немој никако, Чошко, никако. И убаво е што на трибините во спортскиот центар Јанес Андевски има навивачки групи на двата тима. Тоа носи една посебна убавина, тоа носи една добра спортска кошаркарска атмосфера на надпреварот и на надпреварот број 2 од полуфиналето меѓу МЗТ Скопје и Куманово. За 3 има тројка на Петрович, 10-ти поен, 43-38 за Куманово, тоа е 8-ма, односно 5-та тројка од 8-миот обид. Дамјан Стојановски одлично изреагира тука и Андоновски, 6-ти негов поен, 45-ти на МЗТ Скопје, 45-38. Нова лична грешка. Петрович. И сега од огромна далечина. Каква тројка беше ова на Радукич. 10-ти негов поен, 45-41 за Радукич. Тоа е втора тројка во четвртиот обид. Поентираат и кошаркарите на МЗТ Скопје на спротивната страна. 47-41. Поени на Копривица пред малку. И
сега Луковиć прави прекршок, негов прв. Призна веднаш поранешниот кошаркар на МЗТ Скопје. Во бонус е Куманово, 49 секунди и 400 до крајот на првиот дел. Војдан Стојановски на линијата за слободни фрлања. 7 поени, 4 скока, 2 асистенции. Искористи второто за 48-41. Војдан Стојановски од линијата за слободни фрлања има 3 од 4. Само едно промашување на предмалку. Радукиć. Со звукот на сирената истекуваше нападот, има цел сега за МЗТ Скопје. Не успеа Ренато Димитриевски предмалку, заглави на они 11 поени. Ренато Димитриевски со 3 тројки од 3 шута и 1 од 5 за 2 поени. И сега 50-41 за највисоки плюс 9 во првиот дел за МЗТ Скопје. Но она што треба да се потенцира дека Куманово игра двојно подобро во однос на првиот меч и му парира резултатски на МЗТ Скопје во ова прво полувреме. Во негатива е од 9 поени, но ќе потсетам дека во еден момент има на стартот плюс 8 кумановчани 3-11, но потоа 11-0 за МЗТ Скопје за водство 14-11 во оваа резултатска нишелка на крајот 50-41 по првиот дел во кој во домашниот тим Војдан Стојановски со 8 поени е наекспониран играч, односно се извинувам, Едвин со 9, Војдан Стојановски со 8 и Магдевски со 7, додека Ренато Димитриевски има 11, 10 Радукиć и Петровиć во составот на Куманово. Тимската статистика вели дека МЗТ Скопје има за 2 поени 12 од 19 шута, 7 од 15 за 3, 5 од 8 за 1 поен или од линијата за слободни фрлања, 8 од 17 за 2 поени Куманово, 6 од 11 за 3, 7 од 12 од линијата за слободни фрлања. Далеку по-квалитетен под кошевите е МЗТ Скопје, има 23 коша наспроти 9 на Куманово. Одиме на одмор и по нешто помалку од 13 минути се враќаме со коментар од спортскиот центар Јане Сандански. 50-41 по првиот дел МЗТ Скопје Куманово. По првиот дел, поинтересно гледано од неутрален аспект, прво полувреме во однос на мечот кој го гледавме број 1, исто така низ директен пренос на МРТ3 програмскиот сервис, кога МЗТ Скопје доминираше постојано во првото полувреме и успеа да го совлада со 81-64 Куманово во меч во кој во првиот дел МЗТ Скопје тогаш запиша 52 поени, а само 27 Куманово, и тоа е разликата која кумановчани ја прават на вториот надпревар. Овие 41 поен се импресивни и одлични во однос на резултатската неизвестност на средбата број 2 од полуфиналето во серијата прв до 3 победи. Она што мора да го направи
Шампионот, кога е тој во прашање, е да ја оправда фаворитската улога. На Куманово е да се обиде во вториот дел, да направи изненадување и да стигне можеби до брейк на теренот на шампионот МЗТ Скопје со 11 шампионски титули во последните 12 сезони, 5 во низа. Куманово има 3 финалиња, последен пат пред 9 години, кога загуби од МЗТ Скопје со 3-1 во серијата, бара во својата клубска историја четврто финале, налета во полуфиналето поради состојбата на табелата и вкрстувањата на шампионот, па навистина на кумановчани не име лесно да стигнат до завршниот меч. Го гледате Васко Атанасов, статистички најмлад тренер кој освоил титула во македонската кошарка и прв кој освоил 2 во низа. Започна второто полувреме во напад кумановчани. Радукич 10 поени во првиот дел, офанзивен скок на Петрович. И сега за момент Главчев и Урош Лукович, шести негов поен. 50-43. Лукович 6 поени и 2 асистенции, се уште без скок, што малку изненадува во неговата игра. Лукович кој против Кожув запиша дури 78 поени, има 15,8 поени просек во плейоф серијата, сметајќи ги дуелите со Кожув и првиот со МЗТ Скопје. Лукович убаво ја извади оваа топка, па сега за 3. Нема тројка на Петрович, застана на 10 поени. Блокиран беше Дамјан Стојановски да тргне во контра, па оди МЗТ Скопје да гради напад за поени и успева да го направи тоа. Андоновски по асистенција на Крстевски. Андоновски 8 поен, 52-43. Еве сега чиста позиција за тројка на Ренато Димитриевски. Остана на досегашните 3. И прв пат промашува од линијата за 3 поени, 3 од 4. Еве обид за 3 и погодува Бојан Крстевски, за кого ова е втора тројка во третиот обид и 55-43. Ова е највисоката предност, плюс 12 на МЗТ Скопје, која сега е на плюс 10, 55-45. Дамјан, убава асистенција. Андоновски, 10 негов поен. 57-45. И сега контра, Магдевски игра со нога на Петрович. Петрович 23 минути на паркето, 10 поени, 2 скока, 4 асистенции. Спречи на Магдевски да асистира на Крстевски, овој да поентира од чиста позиција. Напад на МЗТ Скопје. Има лична грешка. Петрович, втора лична. Магдевски убаво комбинираше со Андоновски. И сега под притисок на времето, изнуден шут
за 3 поени, беше тоа на Магдевски, промаши. Радукич. Десет поени, 1 скок и 4 асистенции на Радукич, 2 од 5 за 3 поени, 1 од 1 за 2 поени, 3 од линијата за слободни фрлања, 2 од 2. Статистиката на Радукич, еве го Главчев ги чека првите поени. Главчев можно за 3, има тројка сега на Главчев. Прв шут, прва тројка, Главчев за Куманово, тоа е 7-ма тројка во 14-тиот обид. 59, сега 48. Петрович, Радукич, Ренато Димитриевски покриен, извади надвор, па сега Петрович и лична грешка на Магдевски, негова втора. Петрович, еве можно за нова тројка и има втора тројка за Главчев. Шести негов поен, 59-51, го одржува во живот својот тим сега. Осма тројка од 15-тиот обид за Куманово пред малку. Радукич. Реакција на кошаркарите на МЗТ Скопје за оваа одлука на судиите. Едвин влегува во игра, Копривица е во игра. Лукович, Петрович, Ренато Димитриевски и лична грешка на Војдан Стојановски, негова трета. Дамјан е во игра сега. Радукич се избори за оваа позиција за шут и промажува. Едвин, 9 поени, 2 скока, 1 асистенција. Сега за 2 и 11 негов поен, 61-51. Лукович во дуел со Копривица, чиста позиција за Радукич, нема тројка. Инаку Едвин првиот меч го заврши со 9 поени, 1 скок и 2 асистенции, а сега е со двоцифрен ефект на поени 11, со 2 скока и 1 асистенција. Инаку Дијан Едвин има 32 години од Девствените острови, просекот му е во плейоф од 10 поени, 5 асистенции, 5 скока и 2 асистенции. Едвин, офанзивен скок на Копривица, имаше овде прекршок. Дали на Лукович врз Едвин, лична грешка.
И сега атракција на Копривица, 9 поен, 63-51. Трет пат на мечот, највисоки плюс 12. И сите во овој трет период за кошаркарите на МЗТ Скопје. Урош Луковиќ не го посака среќата, има лична грешка, 6 поени, ниту еден скок на Урош Луковиќ, неверојатно до сега на мечот. Инаку Урош Луковиќ имаше 42 скока на оние 4 меча со Кожув, а на дуелот со МЗТ Скопје на првиот надпревар 5 скока. Сега ниту еден, но претпоставувам ќе се поправи. (63, 52). Петков, верували или не, бегува во третиот период. Во завршниот дел без поени, а има вкупно 11 минути игра до сега. Марин Петков беше трет стрелец на првиот меч кај МЗТ Скопје со 12 поени, од нив 3 тројки. Петровиќ, на него излегува Петков. Радукиќ за 3, од тешка позиција, прекрасни поени, 13, 63-55. Радукиќ во вистински момент погодува за Куманово, 3 од 7 има за 3 поени. И дали е ова време кога можеби Васко Атанасов треба да земе и тајм-аут, тројка на Ренато Димитриевски и 63-58, тајм-аут МЗТ Скопје. Дај ово да свише на побрзо стана за бан, ама само те једеш ви! Преку ракави штира твојата пет! Let's go, out of the side. Okay, Damian will set the screen. Watch out for the switch here. If they switch, look for field here on Miloš, okay? Okay. If not, continue to rescreen and then attack out of this. Okay, hey, find the defense. Bari, hey. Ако направим што да го тој шутија човече, нема да го бараш овој. Сега, Од 63-51, 63-58 на 5 негатива е Куманово. Фантастичен период за гостинскиот тим. На 2 минути 23 секунди до крајот на третиот период. Повторно резултатски се враќа Куманово, кој имаше во 3 наврати во овој период негатива од 12 поени и сега има добар скор на семафорот. Едвин запрен со прекршок. Ренато Димитриевски, трета негова лична грешка. Едвин на линијата за слободни фрлања, 11 поени. Едвин кој за прв пат е на линијата за слободни фрлања. За 2 поени има 4 од 8 и 1 за 3 поени. 64-58 и 65-58. 13 поена. Едвин, одличен ефект на овој меч за разлика од претходниот. Главчев, 2 тројки има Главчев.
Радукич. Ренато Димитриевски, одлична асистенција и поени на Петровиќ, 12 и негов. 65-60. Марин Петков и натаму без поени, еден скок, две асистенции. Андоновски навлез и каква блокада овде од Петровиќ. Радукич. Убав лез и го посака среќата Главчев. Први поени за два, имаше две тројки, осми негов, 65-62 на само 3 негатива е Куманово, се будат и кумани навивачите на Куманово. Едвин навлез, поените важат, 15 и негов, има и дополнително слободно фрлање. Десет тројки Куманово, 8 МЗТ Скопје, од 18 победи, 10 од 18 Куманово. Едвин не го користи ова дополнително слободно фрлање, останува 67-62. Се разбудија навивачите на Куманово и силен импулс сега за гостите од трибините. Главчев. Радукич, тешка позиција. Има искуство, се разбира, МЗТ Скопје, актуелниот шампион. Знае да одговори под резултатски притисок, ќе видиме дали ќе биде така и сега. Копривица, тешка позиција, Копривица немаше среќа, дефанзивен скок на Луковиќ. Прв негов, Едвин со звукот на сирената, нема поени по третиот период, 67-62. Во овој период Куманово е во позитива од 4, 21-17 и за прв пат на мечот ево една ваква позитива по 3 периоди, но вкупно во негатива од 5 поени, 67-62. На крајот од криштата Кумановчани треба и да се задоволни со овој резултат, затоа што во овој трет период има 3 пати негатива од 12 поени, 55-43, 57-45 и 63-51. Ренато Димитриевски со 16 поени, најефикасен кај гостинскиот тим и воопшто на мечот. Едвин со 15 во домашниот состав. Ренато Димитриевски има 4 од 5 за 3 поени и тој го одржува некако во живот својот тим. Интересно, тројца играчи кај Куманово со двоцифрен ефект, Димитриевски, Петровиќ и Радукич, 16, 12 и 13 поени. Само двајца со двоцифрен ефект на поени кај МЗТ Скопје, Андоновски 10 и Едвин 15, кој е светла точка денеска на овој меч. Почнуваат последните 10 минути, МЗТ Скопје влегува со 5 позитива и напад Едвин. Едвин за 3, има тројка за Едвин на 18 поен, 70-62 за Едвин. Ова е втора тројка, 2 од 2 за 3 поени во вистински момент, погодува за домашниот тим и оди МЗТ Скопје на плюс 8.
видиме сега што гледаат судиите. Дали е ова за 3 или за 2? Тоа е дилемата. Од овој агол не се забележува, но потврдена тројката на Едвин. 18 поени, сега тој е најефикасен на мечот, Ренато Димитриевски 16. Едвин за 3 поени има, реков, 2 од 2, а Ренато Димитриевски има 4 од 5. Двајцата на експонирани стрелци на мечот до сега. Петрович, Радукич, лична грешка, 2 слободни фрлања. Едвин, негова трета лична. Не Магдевски му е запишана, но и за него е трета. Радукич на линијата за слободни фрлања. Радукич има 2 од 2 од линијата за слободни фрлања, 3 од 3. И 4 од 4 за 70-64. За Радукич 15 поен. Тој е втор стрелец во својот тим, прв е Димитриевски, Ренато Димитриевски. Петрович има 12, Магдевски не успева за 3. Нова шанса за МЗТ Скопје, 9 секунди за овој напад. Андоновски, да видиме. Копривица под притисок на времето и да видиме сега. Греши тука. Радукич му дава нова шанса на МЗТ Скопје. По чии редови во составот се враќа на паркетот Миловановиќ. 5 минути игра до сега, 3 поени, 3 скока, 1 асистенција. Копривица. Магдевски. Добра игра во одбраната на Куманово во второто полувреме, особено. Ова е стартот на Луковиќ, па и на Радукич. Измена во составот на МЗТ Скопје. Излегува Миловановиќ, ако добро забележав. На негово место Дамјан Стојановски, не, Андоновски излегува, се извинувам. Едвин, тука не може да пројде. Блокиран од Јовановиќ, вади надвор за Миловановиќ. Нема поени. Останува 70-64, 8 минути 22 секунди до крајот. Многу за игра. Главчев, Радукич се реши на влез, па вади надвор за 3 поени. Нема тројка за Јовановиќ, 6 поени, инаку Јовановиќ 6 поени ги запиша со 3 двојки. 0 од 1 за 3 за Јовановиќ. Кај Куманова го гледате Васко Атанасов. Делува спокојно, мирно за сега, иако резултатот плюс 6 за МЗТ Скопје не е така убедлив, но еве краде топка и поентира Миловановиќ, пети негов поен. 72-64 на плюс 8 МЗТ Скопје. Петрович. Јовановиќ. Радукич вади надвор кон Главчев. Имаше прекршок.
Иронична насмевка на Радукич по овој дуел со Дамјан Стојановски. Негова втора лична грешка. Петрович, Јовановиќ не успеа овој дриблинг. Едвин контра на МЗТ. Едвин затворени сите приоди. Едвин на влез. Едвин и поени на Едвин. Прв со двојка напред. 20 поени. 74-64. 4-0 прави МЗТ Скопје за 10 позитива. Радукич се жали на повреда. Ја враќа контролата на резултатот МЗТ Скопје. (67-62) по третиот период, 74-64 во четвртиот, само 2 поени за Куманово во последниот период, што е премалку 7-2 за МЗТ. Тајмаут Куманово. Али на дрес ти гора, ти ќе водиш топката, ти да си овде. У крај, разбираш ли? Значи, пази сам. Лука, значи ти излагиш из блока, ти искачаш од блок, не, ти искачаш од блок, па ти излагиш на дупли блок. Јасно? И овде да видиш пак да Радукич. Кога ќе ја приди Радукич, утрчаваш, гледај кој ќе будува зали твојат, утрчаваш, да не го брнеш овој и да остане сам. Ајде! Марин Докузовски, извонредни, 64 годишниот стратег, вади максимум од оно што го има како располагање во ростерот на Куманово. Пласманот во полуфиналето е секако огромен успех по оние 3-1 се извинувам против Кожув во меч со 4 надпревари. МЗТ Скопје во четвртфиналето одигра лесни 3 против Феникс за 3-0. Аут за Куманово и Главчев, кој не можеше да излезе на крај тука со Дамјан Стојановски. Петрович, Урош Луковиќ, ништо не вреди од ова, лична грешка. Дали е тоа Едвин кој се фаќа за главата? Ако е така, тогаш е трета лична грешка. Негова. Луковиќ. 7 поени, 1 скок, 2 асистенции. Слаб ефект од кошевите. Нема тројка за Радукич. Останува на 15. Втор стрелец е во својот тим. Зад Ренато Димитриевски кој има 16. И кој во моментов не е на паркетот. Едвин, прв со двојка напред, реков, 20 поени. Просекот во плейофот му е 10 поени, 5 скока, 2 асистенции. Против Феникс запиша на трите меча 26 поени, 16 скока, 7 асистенции. Само на овој меч има 20 поени. На првиот надпревар Едвин запиша 9 против Куманов. Јовановиќ, Петровиќ, Јовановиќ, Луковиќ и сега Главчев за 3, нема тројка, 2 тројки и 2 поени од игра, 8 тотал со 1 скок и 2 асистенции за Главчев. Веќе подолго време на семафорот стои 74-64 без поени на двете страни. 7-2 во овој период, последен за МЗТ Скопје. Добра игра во одбраната на шампионот, кој го стопира Куманово на 2 поени. Луковиќ,
Петрович, одлична топка. Петрович асистира, меѓутоа не погодува тука за 2. Јовановиќ се врати во игра. Крстевски, Луковиќ, лична грешка, важат поените и тоа ќе биде 76-64. 11 поен за Крстевски. Тој е трет со двоцифрен број на поени, по Едвин со 20, Андоновски со 10, тој е 11, втор стрелец, 1 од 2 од линијата за слободни фрлања, 2 од 3 за 3, 1 од 2 за 2, Крстевски. Еве го погодува, 77-64. Највисоки плюс 13 за МЗТ Скопје на мечот. Има и напад, 77-64, го крши противникот во овој последен период МЗТ Скопје. Лична грешка Радукиќ. Ако е така, тогаш тоа е четврта, но да видиме сега, ќе прегледуваат снимка, дали имаше овде намерна. Реакција со левата рака. Седумдесет и 67-64. Слободни фрлања за Едвин. Прекршот беше тоа очигледен, 21 негов поен, 78-64, највисоки плюс 14 и плюс 15, 79-64. Едноставно го разби противникот МЗТ Скопје во последниот период. Само 2 поени во овој четврти период за Куманово. Еве тројка на Ренато Димитриевски, 19 негов поен и 5 за Куманово во последниот период, 79-67. Крстевски, Дамјан Стојановски на влез и убава блокада на Ренато Димитриевски, на експонираниот играч кај Кумановчани денеска. Луковиќ не успева тука, како да нема потребна енергија во завршницата. Луковиќ го подобри ефектот на скок позицијата, 3 скока, сите 3 во последниот период. Војдан Стојановски, за 2 е ова, но промашува, лична грешка, признава Крстевски, негова трета. Три минути 53 секунди до крајот, известно е, пред победа е број 2 МЗТ Скопје, потребно ќе му биде чудо на Куманово завршницата да ја анулира негативата, но има време. Кошарка е ова, долги 3 минути 53 секунди. Радукиќ, 16 поен, втор стрелец е, 79-68.
69 за Радукич, тој е 17 поен, 6 од 6 има од линијата за слободни фрлања, извонреден ефект, 100 од 100. Војдан Стојановски се мести за 3, комбинира со Крстевски, овој со Едвин, шутира за 3, промашува Едвин, но топката е кај Дамјан Стојановски, браќата Стојановски во завршницата на паркетот, како и на стартот од мечот и во поголемиот дел од надпреварот. Крстевски нема тројка и од никаде се појави Дамјан Стојановски, 8 негов поен, 81-69. Плюс за домашниот тим, забива тука Луковиќ, 9 негов поен, 81-71. Атрактивно. Не дека се предадоа кумановчани, меѓутоа станува се појасно дека нема таква потребна енергија и ниво на ритам во играта да му парираат на шампионот во завршните 2 минути и 40 секунди. Копривица, па и подолга е клупата на МЗТ Скопје, повеќе за ротација има Васко Атанасов. Девети поена Војдан Стојановски, 82-71. Од линијата за слободни фрлања, 4 од 6. Главчев, Ренато Димитриевски, тројка за Ренато Димитриевски. Тоа е негова 6-та тројка во 7-миот обид и 82-74. За Ренато Димитриевски 22 поен, исто колку што има и Едвин, и тоа се двајцата најефикасни кошаркари, Едвин кај МЗТ Скопје, Ренато Димитриевски кај Куманово. Имаше грешка во чекори. Радокич, Главчев, лична грешка. Тоа е Војдан Стојановски, негова 4-та. Неискористено прво на Главчев. Прв пат е на линијата за слободни фрлања, 0 од 1, 0 од 2. 82-74. Копривица, Војдан Стојановски. За 3, Војдан Стојановски непрецизен, но тука е Дамјан. Да видиме што велат судиите. И како да има дилема и консултација. Гледате Едвин, 22 поени, 3 скока, 2 асистенции, наекспониран кај МЗТ Скопје. На спротивната страна Ренато Димитриевски, извонреден, исто така со 22 поени, 6 тројки од 7 обиди.
Топка од страна за МЗТ Скопје. Макдевски. Минута и 17 секунди до крајот. Едвин го бараше 24-тиот поен, не успеа. Радокич дефанзивен скок и сега Петрович. Лична грешка на Дамјан Стојановски, негова трета. Осумдесет и два, 75. Два поени од линијата за слободни фрлања на Петрович, вкупно 14. 5 од 5 има 100% ефект од линијата за слободни фрлања. 82-76. 6 позитива за МЗТ тайм-аут. Andrej, on Damjan, pass, over here, Damjan, Vojdan, hand off, ovde napadnik, ima switch, at the same time, when he's driving against the switch, no Miloš, low post, Andrej set for you come out, then we put the ball inside, ako nemaš, if not, you screen each other again when he's attacking, so they don't kill. Okay? 6 поени предност за МЗТ Скопје на 65 секунди до крајот. Куманово одигра до овој момент одличен втор меч, постојано блиску до предноста на противникот во првото полувреме и имаше гостинскиот тим и плюс 8 на стартот 3-11. Добро игра Куманово денеска против шампионот, одлично му парира и за сега и тоа како го намачи, па и го притиска резултатски. Војдан Стојановски, Макдевски за 3 од каква дистанца и тоа е топка за МЗТ Скопје, 14 секунди за напад, на 40 до крајот. Радокич играше последен со топката, видовте пред малку и повторно судиите имаат некаква дилема, да видиме дали последниот момент изврлената топка на Радокич да или не. Или дали имаше прекршок овде. Чисто е играњето на Радокич. Тука со топката. Очигледно тоа беше дилемата на судиите. Што е сигурно? Сигурно е за потврда во овие завршни моменти од средбата, кога шампионот има 6 позитива, Куманово едноставно доби крилја. Војдан Стојановски, убава асистенција, нема поени. Војдан Стојановски, офанзивен скок, мора да се завршува нападот 2 секунди, промашува, аут за Куманово, 25 секунди до крајот на мечот. Потребно му е чудо на гостинскиот тим. Сигнализираат кошаркарите на МЗТ Скопје дека треба да е тоа аут за нив. Да видиме.
но останува истата ситуација. Сакаше да менува нешто во тимот Васко Атанасов, па се предомисли. Петровиќ ке мора брзо да се шутира. Петровиќ, Радукиќ, добра игра во одбраната на МЗТ Скопје, не му оставаат простор на противникот за 3. Ренато Димитриевски промашува и пропаѓа последната шанса, веројатно Главчев за 3. Нема трета тројка за него и готово е. 82-76, 2-0 во серијата прв до 3 во полуфиналето за МЗТ Скопје. Актуелниот шампион, потешко од очекуваното, стигна до победа против Куманово, кој одигра фантастичен и квалитетен втор меч. Имаше и водство во првиот дел. Во секој случај кумановчани покажаа дека може да се носат со шампионот во меч во кој двајца играчи, Едвин кај МЗТ Скопје и Ренато Димитриевски, запишаа по 22 поени и се најефикасни на средбата. Крстевски 12, Андоновски 10 кај МЗТ Скопје, Радукиќ 17, Петровиќ 14 поени во составот на Куманово. Интересно што и во двата тима има само по тројца играчи со двоцифрен ефект на поени. Со тоа што мора да го истакнеме Ренато Димитриевски, кој запиша 6 тројки од 8 обиди, додека во составот на МЗТ Скопје се разбуди на овој надпревар Едвин со 22 поени за 25 минути игра, со 2 од 3 за 3 поени. Серијата се сели во Куманово, каде што сабота се игра третиот меч, на кој ќе бара МЗТ Скопје трета победа за пласман во финалето. На Куманово е да направи ситуација со која ќе ја продолжи полуфиналната серија против МЗТ Скопје, а тоа може да го направи единствено со победа. Почитувани, благодарам за вниманието уште еднаш. МЗТ Скопје аеродром Куманово 82-76, 2-0 во серијата прв до 3 во полуфиналето во кошаркарскиот плейоф.